Утрински стихови од Библијата. 16 јули. Блажен е оној што чита. Блажен е кој чита и блажени се кои ги слушаат зборовите на пророштвото и го пазат напишаното во него, зашто времето е близу. Откровение 1.3. Кога ќе се разбуди вистинска љубов кон Библијата и ученикот почне да осознава колку широко е нејзиното поле и колку скапоцени се нејзините богатства, тој ќе копнее да искористи секоја прилика за да подобро се запознае со Божјата реч. Нејзиното проучување нема да биде ограничено на одредено време или место. И токму тоа континуирано проучување е еден од најдобрите начини за развивање љубов кон писмото. Нека оној што проучува секогаш ја има својата Библија со себе. Кога ќе ти се укаже можност, прочитај еден текст и размислувај за него. Додека одиш по улица, додека чекаш на железничката станица или чекаш да се сретнеш со некого, искористија приликата да примиш некоја скапоцена мисла од ризницата на вистината. Најсилните движечки сили на душата се верата, надежта и љубовта. И токму нив ги повикува правилното проучување на Библијата. Надворешната убавина на Библијата, убавината на сликите и изразите, е така да се каже само рамка околу нејзиното вистинско богатство, убавината на светоста. Во нејзините записи за луѓето што оделе со Бога, можеме да видиме малиот блесоци од неговата слава. Во оној што е целосно прекрасен, го гледаме него, во споредба со кого сета убавина на небото и на земјата е само бледа рефлексија. Додека оној што ја проучува Библијата го гледа Искупителот, во душата се буди таинствена сила на вера, длабок восхит и љубов. Погледот е фиксиран на визијата за Христос и гледачот полека расте во сличност со оној на кого што му се восхитува. Изворите на небесен мир и радост, кои преку зборовите на вдахновението избиваат во душата, ќе станат моќна река на влијание што ќе ги благословува сите што ќе дојдат во нејзина близина.